А следната борба е меѓу Дејан Богданов и Ердал Раимов. Двајца македонски надпреварувачи до 97 кг. Рековме Дејан Богданов практично во категоријата која некогаш имаше неговиот брат Виктор. Да. Виктор е сега моментално Богданов тренер, прв тренер на боречки клуб Балканец. Малку порано ја прекина својата кариера боречка, меѓутоа работи успешно како тренер во Балканец. Ќе биде интересно да ги проследиме овие двајца македонски надпреварувачи еден против друг. Инаку Томас Реденто од Словачка беше одличен во претходните настапи. Реденто победи против Раимов, а Дејан Богданов беше поуспешен од Реденто, така што ќе видиме како во оваа борба, која што само по 20 секунди има една ситуација која треба да оди на повторување. Да видиме. Приговорот беше од страна на тренерот на Ердал Раимов, кој што води со 4-0 според ова што го гледаме по бој 20 на секунди од мечот. Ќе биде интересно, сега Богданов треба да се обиде да врати. Имаат своји симпатизери и едни и другиот борач. Ево го Богданов. Два бода. Мислам дека нема да има проблем, Богданов ќе победи тоа убедливо, меѓутоа тоа беше прва една акција и треба да се внимава. Често пати без разлика кој и какво борече треба да постојан респект до крај во однос на противник. Да, еве 4-4 веќе. За 50 секунди борба. Во секој случај двајца боречи кои се добро познаваат. Ривалство е прашање пред се, гледате дека публиката дава добра поддршка на Римов, кој е домашен бореч. Да. И тоа ми се чини дека евидентно е дека Дејан е многу поквалитетен во однос на. Но добро да потраи оваа борба. Да може да ги видиме на дело овие двајца наши надпреварувачи. Дејан Богданов, кој претходно во категорија до 86 кг имаше по изминатите 7-8 години постојано успеси на македонскиот бисер. Ми се чини дека троен освојувач на главниот, на престижниот трофеј и еве сега една изворена комбинација. 8-4 во моментов. Тоа е тоа. Тоа го зборувавме. Направи акција, освои 2 по 1, уште еден аутфрайзер. Значи тоа е пренесување на противникот преку мост. Многу една тешка ситуација како акција, меѓутоа успеа да го изненади, му ја собра раката и го едноставно го заврти. Тука може да се случи дури да заврши борбата во првата рунда. Веќе уште 2 по 1, 10-4. 10-4, да, за неполни 2 минути. Може сега уште 2 по 1, многу близко уште до 2 по 1. Ќе видите сега, значи 2 по 1. 12 уште 1, Алфрезер веќе завршува борбата. Да, еве, два пати еден подруг, да, 14-4. Добра прогноза Димков. Беше 0-4, но еве, за 2 минути. Меѓутоа видите, значи во меѓународни услови со многу поквалитетни борачи, таков еден ризик на една такво опуштање може да биде катастрофален. И затоа ќе треба да се внимава постојано и борбата трае, рековме, од почетокот до крај на 6 минути. Од првата секунда до крај. Спортски поздрав и на двајцата борачи, и оваа борба завршува со технички туш. 14-4, Дејан Богданов убедливо подобар откако ја смени категоријата. Еве, ова е прва, ми се чини, негова победа во оваа категорија на македонскиот бисер.